На неколку дена пред ноември оризопроизводителите соочени со задоцнетата жетва на оризовата култура, со мака настојуваат да го соберат родот и да спасат тоа што може да се спаси. Во полињата во Чешина во Блешевско поголем дел од нивите се ожнеани, меѓутоа речиси половина од земјоделците се жалат дека имаат по некое парче неожнеано заглавено во вода и кал. Тоа особено се однесува на парцелите засејани со сортите од италијанското потекло, кои по правило имаат подолг период на вегетација. Состојбата е за никаде. Прво, нема комбањи. Комбањите ќе почнее малку, расипе се. Полето стоја цело неожнеано. Вода, оризите се полни. Приходот немаш дека да го слушаме сега. Ја малку произведам. Монтето, Андрејата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња, или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле водата. Мислам, Андрејата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Комбањерите избегават жетвата на паднатиот ориз. Што ќе испадне и ние не знаеме. Иако преносите се солидни, сепак лошите услови во кои се спроведува жетвената кампања го земаат својот данок. Земјоделците откако ќе ожнеат се судруваат со проблемот како и каде да ја исушат арпата. Поради полегнување и зголемено количество на влага, директна последица трпат оризовите зрна, што влијае врз рандаманот кој есенва се движи околу 50%, што е 70% помало од минатогодишниот. Значи од 1000 килограми арпа при преработката се добиваат 500 килограми бел ориз. Приносите на, ја мислам од моето е Андреја, приносите се за никаде. Пошто оризо е паднат, водата го зали и сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? Испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и тамо нема пари. 50 може нудата, ама парите тешко се добиват. Не, арпа повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рандаман нема и не знам што ќе прават луѓето. Земјоделците се жалат и на нестабилната откупна политика. Откупувачите применуваат строги мерки на контрола на квалитетот и во зависност од тоа диктираат цени кои не им одговараат на производителите. Покрај тоа применуваат забавена откупна стратегија што ги доведува до безизлезна ситуација оние земјоделци кои немаат сместувачки капацитети за чување на производството.